Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите. ВМРО ДПМН продолжува со спроведување на своите принципи за отчетност и транспарентност во своето работење пред граѓаните. Владата на ВМРО ДПМН продолжува со одржување на постојани средби и трибини со своите граѓани. Затоа, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип ве поканува вечерва во салата на Домот на културата Штип со почеток од 20:30 часот да присуствувате на граѓанската трибина на која што ќе присуствуваат членови од владата на Република Македонија, се со цел нивна отчетност и непосредни разговори со граѓаните. На оваа граѓанска трибина, представниците од владата и институциите ќе дадат отчет за сработеното, ќе ги представат резултатите од својата работа, но и ќе ги презентираат идните проекти наменети за понатамошен развој. При тоа, сите наши сограѓани ќе имаат можност директно и непосредно да поставуваат прашања до присутните. На самиот почеток ќе искористам два атрибута – импозантно и вистинито. Она што владата на ВМРО ДПМН предводена од премиерот Никола Груевски го оствари и се уште го остварува, и она што локалната самоуправа го реализира, предводена од градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев и советот на општината со претседавачот Владко Миташев, може да се оквалификува токму со овие два атрибута – импозантно и вистинито. Кога е во прашање пратната инфраструктура, Источна Македонија и Штип живеат во време на најголемите инвестиции превземени од владата на ВМРО ДПМН. Се работи на најважниот патен правец Штип Миладиновци во вредност од 206 милиони евра. Пат кој ќе го приближи Штип до Скопје, но ќе отвори и нови перспективи за стотина инвестиции во градот и државата. Исто така, владата спроведува и рехабилитација на патниот правец Велеска Дрифаково на ниво на експресен пат во вредност од 14,9 милиони евра, од кои само во третата фаза во делот кон Штип инвестицијата е во вредност од 6 милиони евра. Обезбедени се и средства за изградба на нов експресен пат Штип Радовиш во должина од околу 40 км и во вредност од 60 милиони евра, а предвидено е проширување и реконструкција до ниво на експресен пат на делницата Штип Кочани во должина од 26 км во вредност од 23 милиони евра. Меѓу проектите на владата, она што особено ме прави горд како штипјанец е фактот, можеби најубавиот и најважен проект за Штип, а тоа е една година по доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН го реализираше најголемиот сон и желба на штипјани – формирањето на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Од 2007 година до денес, за 8 години, оваа високообразовна институција е еднината на над 20.000 студенти, комплетно менувајќи ја образовната карта на Штип и Истокот. Не помал е ефектот и во основното и средното образование, каде предничат обнова и реконструкција на подрачното училиште во населбата Македонка, реконструкција на спортски сали, а во најава е и нова, која наскоро ќе се гради во населбата Баби, нови прозорци и врати на неколку основни и средни училишта, комплетно ново училиште во целото Шашаварлија. Во областа на економијата, резултатите се уште поимпресивни за Штип. Само за споредба, во 2006 година, пред назначувањето на владата на Република Македонија, начело со Никола Груевски, Штип имаше над 12.700 невработени, опустошено стопанство, затворени фабрики, протести на невработени, штрајкови и мрачна иднина. За 9 години невработеноста во Штип е намалена на околу само 2000 невработени, кои реално до крајот на 2016 година може да се сведат на минимум, имајќи ги предвид забрзаните активности на владата во планот на привлекување на странски инвестиции. Именно, одлуката за формирање на техничко индустријската развојна зона е една од најважните одлуки на владата со кој штипското стопанство доживува голем развој. Нашите конкуренти пред 5 години велеа дека тоа е само една обична нива која што ќе остане празна, но за нивна голема жалост, тир зоната се полни со фабрики. Американскиот автомобилски гигант Johnson Controls донесе вработување на околу 2000 лица. Technical Textiles ги прошири капацитетите на зоната, а изградбата на третиот објект на италијански Кондево јасно посочува дека владата имала визија кога ја формираше ТИР.
Ако тука ги додадеме инвестициите на Штипска актива во соработка со Ван Хул во градската индустријска зона со над 250 вработени и новиот погон на Семак Fashion Company во соработка со германски партнери кои ќе донесат екзистенција на околу 400 штипски семејства, јасно покажува дека економскиот просперитет е главна и цел и приоритет на владата на ВМРО ДПМН. Не смее да се заборави и фактот во Штип дека наскоро ќе почне и изградбата на нова клиничка болница на површина од 34.000 метри и во вредност од над 30 милиони евра, со што ќе се овозможи позитивен развој на здравството. Инвестициите во локалната инфраструктура се импресивни во Штип. Од почетокот на мандатот на градоначалникот Илчо Захариев асфалтирани се над 50 сообраќајници, при што само во периодот од мај до ноември се асфалтирани над 35 сообраќајници во вкупна вредност од 1,3 милиони евра. Асфалтирани се улиците Маршал Тито, Лески, Тодор Чучков, Славчо Стојменски, булеварија на Вита Попјорданова, Радански пат, Черења и да не ги набројувам сите. Уште неколку десетици други, вклучително и податокот дека понад 30 години асфалт добија улиците во населба Чардаклија, Горна Балканска, Долна и Горна Железничка, во селото Долани, Врсаково, Лесковица, како и пат до селото Горачино, Срчиево и Пухче. На влезот во Штип од Струмица и Радовиш, обновена е обиколницата околу Ново село, реализирана уште во 2013 година во вредност од над 220.000 евра. Во текот на летото заврши обновата на влезот во Штип од Скопје и Велес, од кампус 4 по 7 до кружниот тек кај Железничка во вредност од над 200.000 евра. И секако обновата на делницата од триаголникот кај Чардаклија до кружниот тек на Железничка во вредност од над 80.000 евра и со дополнителна инвестиција во втора фаза за поставување на финалниот асфалтен слој идната пролет. Бетонирани се и цементирани над 40 помали улици во поголем број штипски населби и обновени над 20 тротоари. Реализирано е уредување на коритото на реката Отиње во над 70% со сопствени средства на локалната самоуправа, при што проектот ќе биде завршен идната година, со што Штип речиси по еден век конечно ќе добие комплетно урбанизирано и уредено решение на коритото на реката Отиње. За само 6 години локалната самоуправа, предводена од ВМРО ДПМН, успеа да ја врати главницата од кредитот на Европската банка за обнова и развој, кој наменски беше земен на крајот на 90-тите години за обнова на водоводната мрежа во Штип. За жал, во периодот од 2001 до 2009 година обврските кон меѓународните кредитори не биле почитувани, па враќањето на ратите на кредитот беше и се уште е обврска на двете локални самоуправи предводени од ВМРО ДПМН. Обезбедено е приклучување на приградската населба Караорман на водоводната мрежа со инвестиција од над 70.000 евра, а во моментот се работи на проекти по овој основ за населбите Балканска и Македонка. Нова канализациона мрежа по повеќе од 4 децении добија населбите Македонка, Балканска, Чардаклија, а јавното предпријатие ИСАР овозможи и приклучување на населбите Бабишес и Дузлачки рид на градската водоводна мрежа. Доволно е само да се каже дека само оваа година јавното предпријатие ИСАР обнови над 4 километри стара водоводна мрежа. Направено е адаптирање на филтер станицата за прифаќање на површински води, проект вреден околу 500.000 евра, со што Штип е меѓу ретките општини во кои проблемот за вода за пиење во наредните 70 години е решен. За околу 3 години креирани се на 20 паркови површини во населбите Дузлак, Баби, Деснаци, Градски пазар, Автокоманда. Исто така, локалната самоуправа даде поддршка и на штипските пензионери при отварање на локални клубови и реконструкција на домот за стари лица, за разлика од некои партии кои кратеа по 8% од примањата на пензионерите. Владата на ВМРО ДПМН ќе остане забележена во историјата како субјект кој направил најмногу по основ на неколкократното зголемување на пензиите. Мини плоштади се направија во селата Пухче, Драгоево, Селце, Долани, Брест, Лесковица и многу други. Се обновија фасадите во централното градско подрачје, а во моментот руинираното летно кино се претвара во импозантен мултимедијален центар во вредност од над 180.000 евра. Во областа на спортот,
Владата на Република Македонија изгради спортската сала Јордан Мијалков, во која денес се одржуваат бројни европски и балкански шампионати во разни спортови. Општина Штип во соработка со Агенцијата за млади и спорт конструираше 2 мултифункционални игралишта во населбата Сења, како и 2 тениски игралишта, со дополнување на уште 2 нови кои се во фаза на изградба, како и помали игралишта за кошарка, фудбал, одбојка низ целиот град. Добивме мал фудбалски терен со вештачка трева во автокоманда, стадион со вештачка трева во блок 2000, така наречен Белобрдо, а се реконструира и градскиот стадион. Во областа на културата продолжува успешното одржување на манифестацијата Штипско културно лето, Пастрамалијада, како и нашата гордост фестивалот на музика Макфес, кој е заштитен како манифестација од особен интерес за државата. Почитувани сограѓани, нашите дела се нашата сила, нашите зборови не се празни ветувања, нашите зборови се преточуваат во дела пред граѓаните. Не постои политичка сила која може да ве натера да замижите и да ги игнорирате промените кои што се насекаде околу вас. Владата на ВМРО ДПМН ветува, но и остварува. Како и досега, ќе продолжи со остварување на својата реална програма со цел подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. Благодарам.